И како што веќе кажав, после информативниот блок време за малку поведри содржини, а сето тоа го имате во Нова Биз. Ова е второто издание. Добро утро на сите вас кои што сте моментално на телевизија Нова. И како што веќе кажав, имам гостинка во студија со која што ќе зборуваме за нешто што е ново, свежо, актуелно, нешто што јас го имам овде во раката, тоа е незиниот нов албум. Драго ми е што со мене денеска е Верче Панделовска. Верче, добре дојде во Нова. Добро е најдов, благодарам за поканата и добро утро на сите ваши гледачи. Така, се надам дека веќе се разбудила и дека ќе им одговара. Да, тајмингот е добар, мислам. Тајмингот е добар, да. Како што веќе кажав, имаме супер повод, иако многумина зборуваа многу повеќе за твојот спот, јас би се задржала на ова нешто што е многу повредно, нешто што јас мислам дека, иако многумина можеби би искоментирале дека не би било правилно време за да се издаде еден ваков албум, затоа што апсолутно ништо не се случува во однос на музиката, но ти го избра сепак овој момент. Кога е всушност правото време за да се издаде нов албум? Дали се чувствуваш многу позрела, бидејќи многу долго време абстинираш од музичката сцена? И што беше пресудно токму сега да излезе овој албум? Па токму така и јас би ги прашала било кои други кои што коментираа во претходниве месеци на не е прав тајминг. Ја навистина мислам дека е вистински тајминг затоа што ништо не се случува. А кога е прав? Да. Мене ми беше сега вистинскиот тајминг. Тоа беше 6 март кога се случи мојата промоција на CD-то Само за тебе, насловено така по песната која што се наоѓа на истоименот CD на Салваторе Монети или Сали Монети попознато. Така да, мене беше сега вистински тајминг и навистина мислам дека созреав и како особа и како пеач и како нешто во буквално подобра смисла на зборот од она што сум била претходно, затоа што сепак, како што поминуваат годините, еволуираме, се менуваме и навистина е многу битно да го задржиме квалитетот. Затоа и ме немаше просто да одговорам на она ваше прашање претходно. Не по секоја цена, апсолутно. Не, апсолутно нема потреба. Јас сум жена која што до сега има издадено преку 35 синглови, така да воопшто немам потреба да ми има секогаш, секојде, во секое време и на секое место. Значи, секогаш се случуваат кај мене лично работите со причина, со повод, како што е и ова сега. Мислам дека првиот албум Бело знаме, на кој што беа Капка под Кучкин син, Животот е распукала шарпланина и Цвеќе за извини. И одлично помина, секоја песна си го најде местото кај публиката. Од тоа сватив дека тоа е тоа. Значи, нема потреба да имаме секоја година нов албум, затоа што ни било каде во Европа, а ни светските звезди немаат секоја година со исклучоци на, не знам, некои кои што се ултра, мега, гига, светски звезди. Апсолутно, за кои што работи машинерија од тимот 200, 300 или 100 луѓе. Ние живееме тука на нашиот пазар, каде што мислам дека на секои 4 до 6 години е доволно да имаш еден албум, сериозен, ако што ќе имаш песни кои што се издржани, кои што се квалитетни и кои што филтерот наречен време ќе докаже и покаже што од тоа ќе остане. Така, може би е рано се уште да зборуваме кој е фидбекот од публиката за албумот, меѓутоа помина скоро 3 недели од кога веќе го има ова парче. Кои се првите реакции? На кои песни реагира? Дали може би очекуваше на некои твои, кои што се твои фаворити, иако ова е како мајка со деца, не можеш да одвоиш некоја песна, но сепак има нешто што нели посебно те привлекува, имаш некоја посебна емоција. Што нешто до публиката на прво поминува? Па мислам дека дефинитивно нема да остареш, Черги 2, Врати ми го мигот, Звезден пат, значи тоа се некои песни кои што дефинитивно веднаш се издвоија. Иако некои од тие беа веќе слушнати изминатите година дена, затоа што нормално е дека во тој период нешто работев и се случуваше. Меѓутоа, по етносот и нашиот македонски мелос, апсолутно Черги 2 стана нешто... Тоа е оно што поминува во последно време. Да, меѓутоа, времето докажа и, например, нема да остареш, исклучително и намерно ја избрав како таква, затоа што сепак мене лично ми се залепи и на прво слушање и се пронајдов себе си и најдов некој свој собствен стил, израз и интерпретација со кој што ја донесов песната и се одлучив намерно за неја да снимам спот и мислам дека дефинитивно 100% не сгреши за тоа, затоа што вредеше. Така да, мислам дека следна е таа и секако Врати ми го мигот која што
некако е малку по-италијански ориентирана, по-медитерански по Нешто својот поразлично, призвук. да. Да, знаете зашто? Затоа што и авторот е таков. И мириса на Италија и на Сардинија и така натаму. Тоа значи дека спотот ништо чудно да биде Да. сниман таму. Одлично. Дејан Миличевиќ, режисерска палка на Нема да остареш, тоа веќе сите го знаат, одличен спот. Она што го спомна етното пред малку, распукала шарпланина, исто така беше во етно стил, етно фазон, нешто што исто така ти прилага, иако е сосема музички различно од она што досега си го работала. Колку сметаш дека со оглед на една зрелост во музиката и твоето место, дека тоа е тоа што можеби е најдобро да го правиш во моментов? Дали си размислувала за некој етно албум? Конкретно за комплетен целосен етно албум, не, меѓутоа можеби уште некоја нумера која што ете. Мислам дека би била својствена за мене и би нашла некоја специфична интерпретација за неа. Инаку многу мои колеги издадоа етно албуми, нема потреба да се повторуваме. На луѓето, на нашите конзументи им е потребно нешто различно и нешто поинакво. Сите ние сме различни, затоа е тоа многу добро во музиката. Мислам би било лошо доколку би се повторувале еден за друг со исти концепт, исти призвук, да речеме. Апсолутно. И најлошиот оригинал е подобар од најдобрата копија, како велат. Секако. Така Затоа што одиме понатаму, јас мислам дека ова е нешто за кое што морално има материјално гарантирам. да, различни Апсолутно, музички да. стилови. Од Черги 2 спомнавме дека е со тамбурашка верзија. Исто така? Да, Единесетата. за групата со групата Гезме, која што издаде Лали Нетов свој собствен албум со сите нас македонски пејачки, јас, Елена Калиопи, Каролина и така натаму, сите ние одбравме некоја наша песна, која што ја покажавме во едно ново руво, поразлично, може би интересно за широката народна маса и за луѓето кои што слушаат таков вид музика и навистина им се допадна. Јас се решив да ја вклучам и таа верзија во самото CD, затоа што мислам дека вреди. Дечките од Гезме се исклучително врвни професионалци кои што навистина Черги 2 ја направија тамбурашки, традиционално онака во едно сосем поинаково звучно издание од она во кое што е самиот оригинал. Така. Каде може да го најдат CD-то? Кај нас во југото ни секако на Амазон и eBay, каде што може само за тебе, меѓутоа и претходниот албум Бело знаме стоят за продажба и тоа и песна по песна и цел албум како таков. Така, чини? Ќе си проверат сами. Добро, да не откривам. Добро. Верче, ти благодарам што беше дел од Нова Биз. Се гледаме некоја следна прилика и се надам дека тука ќе направиме исто промоцијата на следниот спот. Дејан Миличевиќ не го минуваше понатаму, а се надам дека дека ќе има нешто ново и пошироко од границите на Македонија. Ти посакувам успех и се гледаме некоја следна прилика. Ви благодарам и на вас и ги поздравувам сите ваши гледачи до следно видување. Така. Ја испративме Верче Пандиловска, ние во продолжение ви ги представуваме изумите кои наоѓаат примена во секојдневието, а се измислени од деца. Почнувајќи од бројовата азбука преку трамболината, па се до популарниот лик Супермен. Погледнете го прилогот. Велат искуството го носат годините, но не секогаш е така. Низ историјата постојат примери кои велат дека децата со својата фантазија можат да предизвикаат промени кои повеќе зборуваат од искуството.
Зад голем број пронајдоци кои наоѓаат примена во секојдневието, се потпишуваат деца. Луис Бреили имал сериозна повреда на окото кога имал 3 години, пошто останал слеп. Кога бил 12 години, научил метод за тивка комуникација, оригинално креирана за француската војска. Тој ја поедноставил и во 1824 година брајовата азбука била родена. Пред да бидат измислени електричните светилки, многу луѓе ги украсувале новогодишните елки со вистински свеќи. Првите новогодишни светилки се дело на 15 годишниот Алберт Садака, произведени во компанијата за светилки на неговите родители. Заради него, новогодишните светилки се една од најважните работи во сезоната на новогодишните празници. Кога била тинејџерка, гимнастичарката Џорџ Нисан и незиниот тренер креирале платформа за одскокнување со која ќе може во висина да се прави салто наназад. Првично платформата била направена од стар челик и гумени внатрешни цевки, а подоцна била адаптирана на онаа верзија што денес постои како трамболина. Во 1962 година, 5-годишниот Роберт Печ споил заедно неколку кутии за чевли и неколку капачиња за да создаде 3 вида на камиони. Татко му го согледал потенцијалот во ова и аплицирал за патент во името на својот син. Малиот Печ наполнил 6 години додека да биде доделен патентот, но се уште бил најмладиот носител на патент во тоа време. Во 1905 година, 11-годишниот Френк Еперсон од Сан Франциско заборавил пијалок во прав во чаша со вода на тремот, кога нешто друго му го одвлекло вниманието. Утредента ова станало вкусно замрзнато лижавче. По неколку години правење смрзнати десерти за пријателите и за своите деца, Еперсон поднел барање за патент во 1924 година, со што настанал и првиот сладолед на стапче. Како тинејџер, Џери Сигел имал потешкотии да заспие и во 1934 година, кога почнал да размислува за своите научно-фантастични приказни и како што свртел кон месечината добил негова идеја. Тој ја запишал и утредента го посетил неговиот пријател Џо Шустер, кој направил неколку скици. 4 години подоцна нашол издавач и таа скица денеска е најпрепознатливиот лик во светот, а тоа е Супермен. Почитувани, овде е крајот на ова второ издание на Нова Биз. Се гледаме повторно во 14:35. Останете на Нова.